На 23 овај месец пожарот околу манастирот Трескавец од предната страна беше целосно ставен под контрола. Меѓутоа, за жал, во попладневните часови, околу 16:30 часот, од страната на Дабница повторно беше намерно запалено од несовесни граѓани. Потоа пожарот зеде голем замав, успеавме во еден дел да го изгасиме, меѓутоа повторно ни го запалија исто од страната на Дабница. Тој пожар, значи од 23 па наваму, зеде огромен замав и сега во последниве часови, значи во денешниот ден попладневните часови, однесе и неколку викендици во местото Задград. Однесе и овоштарници, лозови насади и така натаму, значи се направи огромна материјална штета. Да не рачунаме материјалната штета, направени се огромни материјални трошоци, огромен број на ангажирани лица. Во противпожарната единица имаме само уште 3 лица кои што се дежурни за градот и населените места, сите другите се веќе по пожари. Во овој момент имаме на повеќе места активни пожари, како што се токму во пределот на Трескавец, од задната страна, односно од страната на Горно село, каде што е многу лош терен за гасење. Потоа имаме во Гостиражни нов пожар денеска, во Небрегово имаме нов пожар, во делот на Сивец, во делот на Кукул, значи на сите овие места кои што ги набројав, секаде имаме екипи пратено и веќе немаме сили, порачани се возила и екипи од територијалната противпожарна единица од Битола на помош со 2 возила, со 3 пожарникари. До кога ќе бидат ангажирани, се надеваме дека кај ними ќе биде мирно, за да може да остана подолго време да ни помогна во целата ова работа. Значи, овие пожари, одговорно тврдам дека се намерно запалени, намерно подметнати, видени се одредени лица кај што палат и бегаат, меѓутоа ние како пожарникари не можеме дали да трчаме да гасиме или да трчаме за да ги фаќаме палачите, значи не можеме да се справиме со палачите. Ова е со еден збор огромен безобразилук и огромна несовест на тие луѓе кои што палат во овие денови. Опасноста во секој случај не е одстранета. Меѓутоа, сега за сега имаме контрола на целата ситуација, меѓутоа сепак се надеваме и на поволни временски услови. Значи, доколку дувне некој посилен ветар, не е сигурно дека нема да префрли. Меѓутоа, имаме 2 возила кои што ќе дежураат овде, се до завршувањето на целата акција. Во овие часови, значи, не постои некоја опасност поголема, затоа што имаме луѓе, имаме и возила. Меѓутоа, сепак велиме дека треба да имаме малце резерва, со тоа дека 100% сигурни не можеме да биде. За жал, поради несовесното однесување на одредени граѓани, повторно се соочуваме со една огнена стихија во околината на Прилеп. Луѓето прават надчовечки напори против пожарната единица, јавните предпријатија вклучени се од градот, граѓани кои се вклучени во гастењето на пожари доброволци. Меѓутоа, ова навистина нема смисла. Луѓето на едно место гаснат, на 3 места други се пали пожар во околината на Прилеп. Која е целта на овие потпалувачи на оган? Не знаеме и самите, и јас повторно ги повикувам, значи, соодветните институции да реагираат и барем едно лице од овие да биде фатено и казнето во текот на овој период, бидејќи се случија многу пожари, а вината сепак не знаеме кај кого е, кои граѓани вака несовесно се однесуваат и намерно ги палат овие пожари кои што предизвикуваат големи материјални штети. За жал, во иднина, не дај Боже, може да се случи некоја човечка жртва. Па, видете, покрај сите овие предпријатија против пожарните единици на Прилеп и Битол кои беа вклучени граѓаните,
Голема благодарност се реагираше вчера и до кабинетот на председателот на државата господинот Иванов, кој што овозможи и дозволија делување на заедно со армијата на воените хеликоптери. Тие беа на терен, делуваа во текот на утринските часови, меѓутоа и околу ручек делуваа, беше спречен еден поголем пожар кој настана овие 2 дена, исто така и во текот на вчерашниот ден во одреден момент делува и авионите канадери кои се наменети за гаснење пожари. Меѓутоа, пак да кажем, колку и да гасниме пожар, колку и да делуваме, не може да се спречи, бидејќи на едно место, како што кажав, се гаси пожарот, на 3 места се пали од несовесни граѓани. Па видете, мислам дека соодветните институции, Министерството за внатрешни работи, тука би ја повикали шумската полиција, сите надлежни, па и граѓаните кои ќе видат несовесно однесување да бидат пријавени тие лица кои ги предизвикуваат пожарите и се надевам барем дека едно лице ќе биде казнето во текот на овој период. Тоа наистина нема смисла. Пошли, бегај бе одобно, десно бегај. Не влегувајте долу, чат не се пикајте долу. Не влегувајте долу. Не знаете теренот дека е многу трсене тука. Може да влезете да ви излезете од тука. Да пречакате да се празна. Отпад дека не бефали во лајда овде. Тачата празна шо е? Има туби од пумпа на Драшко нека ви каже да пумпајте да се наполни. Неочекувано. Абе земја не ме кажат кај да фрла. Нема баре. Нема ден таму, готово. Само да не претераме ми на Него ваму. Таму готово. Изгорено. Изгорено е. Изгорено е. Еј. Да појте овдека. Ајде остави. Овде го запреме, готово беше. Готово, добро. Дека потпушти или дека е трни оптика да се ги бркаат. Пожарникари.